14 милиони денари ќе одвои општина Куманово од буџетот за организирање културни настани и манифестации за годинава, соопштија денеска од општината. И оваа година, нагласуваат од секторот за култура, ќе се реализираат околу 100 манифестации. Дел се веќе традиционални и познати на јавноста, дел се однесуваат на одбележување значајни датуми: 11 октомври, денот на ослободувањето на градот, државни верски празници, празници на етничките заедници во градот, одбележување на историски личности и настани. Најмногу финансиски средства ќе се потрошат за концертот по повод 11 ноември, денот на градот, и Моторок фестивалот Куманово 2023, а најмалку на неколку манифестации за одбележување на историски настани и помали културни настани, како што се одбележување на борбата во Пелинце, загинувањето на народниот херој Христијан Тодоровски Карпош, бдење на кокински мугри, изложбата Етнособа и Етномузеј и други. И оваа година ќе се одржат фолклорни концерти на повеќе културно-уметнички друштва, концерти како што се гитаријада, за рок, поп, алтернативна музика, на кои што им се дава шанса на младите таленти да се покажат пред пошироката јавност, велат од секторот за култура. Инаку токму предлог програмата на културни манифестации на општина Куманово за 2023 година беше една од најдискутираните точки на дневен ред на последната седница на Советот. Поголем дел од советниците се интересираа за условите и критериумите за распределбата на предвидените општински средства за поддршка на културните манифестации. Одговор даде раководителот на секторот за култура Александар Крстевски, нагласувајќи дека се поддржани настани организирани од здруженија и организации кои се занимаваат со култура. Имаше направено комисија, кој вие советници тоа добро го знаете и бевте запознаени на комисиите во секторот за култура, спорт, социјална заштита и здравствена заштита, и детално ви е елаборирано, не е никаков проблем. Комисијата број 5 членови и врз основа на секој одделен проект, од кои вкупно беа 100, ево немам во мене моментално, 130 и некој проект. Врз основа на разгледување на целата документација се донесени заклучоци кои културни манифестации мислиме дека може да се одржат во општина Куманово. Најголем дел од нив е одбиено дејството, тоест начинот на финансирање на нив, а тоа е хонорарите и кетеринг службите, тоест ручоци, доручици и такви работи врз основа за реализирање на некакви манифестации се декларативно одбиени, и затоа средствата кои првенствено биле потражени се екстремно намалени, затоа што голем дел од нив бараат хонорари. Ние како сектор за култура нема да поддржиме целосни усвојување на проекти. Комисијата ги распределува средствата врз основа на традицијата, квантитетот, начинот и други X фактори, но факторот кој е најголем, за жал, е финансиски импликации на организаторите. Тоа општината заедно во правилникот не е својствено да даваме финансиски средства за организаторите. Затоа, например, некој проект која ќе има формулација бара одредени финансиски средства, поголем број од средствата им се финансиски импликации лично за нив. И делот на кетерингот, општина Куманово нема да дозволи општински пари да се доделуваат за храна и пиење на некоја манифестација. Затоа енормно се намалуваат средствата за организациите кои ќе организираат некој настан, а ги имат вметнато во проектната документација, тоест во апликацијата тие средства. Установи, здруженија, фондации и правни лица кои што имаат регистрирана дејност од областа на културата, минатата година можеа да аплицираат на јавниот повик за прибирање на податоци и предлог проекти кои го објави одделението за култура и спорт од општина Куманово. Тие доставија предлог проекти со кои го збогатуваат културниот живот, го зачувуваат и афирмираат материјалното и духовното културно наследство, локалното творештво, покажуваат грижа за унапредување на соживотот меѓу заедниците и обезбедуваат континуитет на традиционалните културно-уметнички манифестации од локален карактер.